Во Македонија има повеќе од двојно гинеколози од анестезиолози, 344 наспрема 154. Во државата работат 284 педиатри, а имаме само 37 онколози и 30 патолози. Анализата на Министерството за здравство покажа драстични разлики во некои специјалности. Според министерот Азир Алиу, ова е основа како во иднина треба да се даваат специјализациите, по потреба, а не по желба и финансиска исплатливост. Отварање на конкурс за специјализанти нема веќе да има по градови по желба на институцијата, ако тоа не се вклопува со оваа матрица на податоци на човечки капацитети. Според овие анализи, ќе знаеме и ќе бараме од Министерство за образование да се отварат толку слободни капацитети во средно и на високо образование, за да можеме тие после да ги вклопиме според нашите барања, компарирани со европските стандарди. Според анализите на Министерството, во 3779 јавни и приватни здравствени установи во Македонија работат 32.383 лица. Од нив во државните болници и клиники има 4746 лекари, 7003 медицински сестри и 6787 останат кадар. Иако има мало зголемување на бројот со нови вработувања, сепак сме далеку од европскиот просек и не недостигаат речиси двојно повеќе доктори и сестри. Најголем проблем е неравномерната распределба на кадарот. Затоа министерот со законски измени најавува дистрибуција на човечки капацитети. Ако институција А има 5 лекари од областа А, тие 5 таму не се потребни, туку се 3, од двајца од нив ќе треба да одат во институција Б, веќе има недостаток на тој профил. И така, мислам дека со таа реорганизација на човечките капацитети ќе можеме во оваа фаза да оптимизираме човечки ресурси, но тоа исто така нема да го реши проблемот на недостаток на медицински кадар, затоа ќе продолжиме понатаму интензивно на нови специјализации и профили. Од податоците во анализата загрижува и старосната структура на здравствените работници. Најмногу има на 60 годишна возраст. Вакво мапирање во здравството според министерот е направено за прв пат и треба да биде основ за креирање на понатамошни политики за рамномерна покриеност со здравствени услуги во сите места во државата. Александар Динев, Сител телевизија.